Тако се почнуваме да играме, апорт, нели, да појди да ти ја донеси играчката и почнуваме после да му ја криеме играчката, ќе му ја фрлиме на поголема далечина, па да појди да ја најди. Ако се врати одма, не се интересира за играчката, тоа куче веќе ќе испадни од играч, викаме, не може и поќе да се тренира. Но ако кучето покажи афинитет, да ја најди во тие збунови, грмушки или било каде негде фрлено, тоа не се враќа дури не ја најди. на мит, односно мислење дека кучето треба да прими дрога за да може да најде дрога и дека на тој начин ни се дресираат. Тоа е најголема заблуда во луѓето, дека ние кучињата ги храниме со одредена доза за да може да ни работа, да може да работиме со нив. Не го интересира ништо друго сем играчката. Али се е тоа да го наведиме само да му асоцира дрогата на играчката. Работев веќе на службено куче 8 до 9 години највеќе. Со РАФ работев 4 години, неполни 4 години и кучето веќе станува дел од семејството. Не можете така лесно да го отуѓите кучето, веќе кога ви е влезено дома, бидејќи јас ги чувам во домашни услови, во стан, они се значи 24/7 со мене. Станува дел од семејството и не можете да го дадете на некој друг што не знаете како ќе се грижи за него. Добро, нов член на фамилијата ви е Бади, неодамна нели пристигна во Македонија. Да. Како кај вас дома живее? Како се снаоѓате до сега? Мене веќе 20 години денот ми почнува со лавежот на булут, првиот што го добив од Анкара, па после Арон, па Бартон, па Бар, па моментално Бади е сега веќе дојден. И живееме заедно. Така да, ако оди он во пензија, тогаш Царинската управа му поставува прашање на водичот на Царинското куче, дали ќе го чува до неговата смрт во ред, а до сега ни еден од наши колеги, колку што знам, нема откажано. Секој си го зема и до смртта на кучето го чува.
видовте и сами дека кучињата за нас се една алатка која што на големо ни помага да ни индицира дали некоја пратка има или нема нешто сомнително, за да ни дадат понатака насока да продолжиме со нашите други царински постапки, за да утврдиме дали навистина има во конкретни случаеви кријумчарење на дрога или некои други такви забранети супстанции.